Симулацијски вежби наместо тренирање на живи луѓе. Во медицинскиот симулацијски центар, кој има нова локација со помош на напредна технологија, се обучуваат студентите по медицина и специјализанти, но и сите вработени во јавното здравство. Со обуките што ќе ги поминат, докторите ќе бидат сериозно подготвени за предизвиците со кои секојдневно се соочуваат. Тука поголовно ќе бидат извршувани обуки на вработените во службите за итна медицинска помош, во ургентните центри што работат вработените, потоа во оделенијата за интензивна нега, на гинекологија, на неонатологија, потоа студентите кои студираат медицина, специјализантите кои специјализираат на медицинските факултети, така со еден збор сите оние кои што на некој начин учествуваат во здравствениот систем, а поготово во областа на ургентната медицина и животно загрижувачки состојби кај пациентите. Новиот симулацијски центар, кој е преместен во комплетно нов и целосно опремен простор од 260 метри квадратни, ќе им биде на располагање на студентите, но и за здравствените работници, кои можат овој центар да го користат за усовршување на нови техники. За првиот пат да не се сретнат со жив пациент, односно со трудница која е во фаза на породување, би работеле на следниот модел. Со тоа што би можело да се симулира породување, начин на водење на породувањето, во зависност нели од поставеноста на плодот како е, истовремено тука би можеле да кажеме втората фаза на породување, излегувањето на постелката, каква била крвозагубата, кои би биле сите можни следења, значи на текот на породување, а истовремено и начинот нели на шиење кој што е возможно дури да се практикува истиот модел. Сега лапароскопијата представува, да речем, напреден дел, напредни техники оперативни, меѓутоа и тоа е влезено во делот на едукација на лекарите на специјализација пред се и млади специјалисти кои што, да речеме, се развиваат во тој дел на оперативната гинекологија. Секако дека и студентите на медицинскиот факултет, кои што во својот курикулум имаат вежби кои што се однесуваат конкретно на овој тип на хируршки техники, ќе исто така може да практично го користат овој модул. Во новиот симулацијски центар ангажирани се 93 едукатори, од кои 50 беа на едукација во Турција и дел од обуките тука што се прават се направени со доктори и експерти кои работат во вакви центри во странство. Овој центар е инвестиција вредна околу 37 милиони денари од Министерството за здравство и околу 5,6 милиони денари кои се инвестирани во новиот објект и новите простории.